Македонија ја има најдобрата млада виолинистка во светот. Полица полна награди, признание и меѓународни успеси сето она што отсликува упорноста на Ева Богоевска, за години подоцна да инспирира и други млади девојчиња да чекорат по нејзиниот пат. Кога за прв пат ја допре виолината, ја почувствува таа љубов и одлучи дека тоа ќе биде твојата професија. Да, па јас започнав да се занимавам со виолина на моја 7-годишна возраст. Започнав да свирам во класата на Конкретенко. Инаку претходно се занимавав со клавир, но тоа беше желба на мајка ми. Прва награда на фестивалот Санремо Јуниор во Италија 2012. Лауреат од прв степен на реномираниот меѓународен фестивал за класична музика во Санкт Петербург, Русија 2014. Гран при на интернационалниот фестивал за класична уметност и култура во Ерусалим, Израел 2016. 2017 освои прва награда на интернационалниот надпревар за класична музика Рондо во Њујорк. И веќе овој септември имаше успешен солистички концерт во Американската катедрала во Париз. Како реагираат твоите врсници? Дали имаш простор со нив да комуницираш, да се дружиш, бидејќи често патуваш, има фестивали, награди се освојуваат. Како ти реагираат на твоите успеси во животот? Па големи поддржувачи ми се, пред се, и се доста толерантни, што навистина сум им многу благодарна, бидејќи не успеам секогаш да им обрнам внимание толку колку што треба, но сепак ме разбираат и ме поддржуваат во се. Плановите на македонската виолинистка тука не застануваат. Работам нов програм, спремам нов материјал. За студии планирам да си ги дозавршам студиите тука. Кај нас, па понатака за доусовршување ќе заминам негде странство. Имам доста понуди. Ева, колку сметаш дека Министерството за култура, едно резиме да направиме на нашиот разговор, сметаш дека придава значение на вакви уметници како што си ти, млади и успешни, им треба нели силна поддршка од било каков аспект и карактер, за да може да успеат и да достигнат она крајна цел, за да се запишат утре нели во историјата на Македонија? Апсолутно. Прво да се заблагодарам, значи проектот и концертот во Париз беше поддржан од Министерството за култура и таа поддршка е особено битна. Некои животни приказни се случуваат да бидат инспирација, некому да разведра ден, други да земат за пример. Пример на девојче која со 18 години не само што го менува светот кон подобро, туку ја запиша титулата Уметнички амбасадор на Македонија.